Состојбата со оптимизација на прибирање употреба на базара податоци, односно состојбата со базата на податоци, сметам дека е недоволно јасна, најблаго речено во овој момент, што би значило дека е потребно малце поголема транспарентност во однос на самите несреќи при работа, повеќе во смисла на начинот на тоа како се прибираат податоците. Колку што знам, во моментов единствено функционира како што треба, нели, она што го добиваат како податоци во трудовата инспекција, во смисла на објавување, информирање од страна на несреќите што се настанати при работа. Меѓутоа, дали само тука би сапреле или би врачунале и несреќи при работа, сите оние повреди и, не дај Боже, смртни случаи што настануваат при одвивање на работи надвор од пријавените фирми, тоа веќе е големо прашање. Така да мислам дека треба нешто повеќе се направи на ова поле, во смисла на оптимизација на прибирање и употреба на базара податоците, за стварање на вистинска голема база на податоци. Ние како здружение, 28 април, сме релативно младо здружение, постоиме 5 години, повеќе учествуваме во обуки на стручните лица, во давање на вистински информации на фирмите кои што работат во сферата на базара, како и оние на кои што ни е потребно тоа. Организираме семинари, обуки, учествуваме на конференции, можам се пофалам дека на вистина имаме веќе богато искуство, иако кратко време постоиме на ова поле. Така да нашето делување повеќе се сведува на помагање на фирмите во спроведување на мерките за базара, отколку во водење на некаква евиденција до сега. На вистина немаме тука некое посебно искуство. Би требало да бидеме вклучени во увидот кон тој транспарентен систем. Ние како здружение не верувам дека би имале капацитет тоа да го работиме, да ги прибираме тие податоци, ниту па мислам дека има смисла некој од нас да ги упатува тие податоци по некаква службена должност. Сметам дека по службена должност е обврска на пред се фирмите кои што имаат повреди при работа, секако и на лекарите кои што ги вршат тие прегледи претходни, нели, односно што ги вршат оние прегледи при несреќа при работа, да пријават несреќа при работа, секако тоа ги тера фирмите сами да пријават несреќа при работа. И на тој начин би можело да се собере вкупната сума на настанати повреди и несреќи при работа во одреден временски период. Секако треба добро да се размисли, пак ќе потенцирам, дали е доволно само она што ќе го пријават фирмите како повреди при работа, или пак сето тоа треба да се прошири со несреќи настанати на други места, да кажеме повреди при одвивање на така наречени приватни работи во домовите, во куќите, не знам, превртување и несреќа при возење кога се оди на работа, што останува со тој дел. Имавме доста несреќи при превртување на трактори, тоа е исто период кога се оди кон работа, или несреќи што остануваат во земјоделието, тие не се евидентираат сите како несреќи при работа. Така да верувам дека треба да се седне, да се размисли, да се направи една работна група која што би ги одредила сите критериуми кои би биле корисни за дефинирање на несреќа при работа и нормално нејзино евидентирање понатаму. Секако дека како здружение би сакале да бидеме вклучени во сето ова, бар во оној дел што ќе биде информативен, ако ништо друго.